За само 5 години Соединетите држави во Македонија вложиле над 67 милиони долари, пари на американските даночни обврзници, за јакнење на граѓанските организации и други субјекти, за владеењето на правото, медиумите, кибернетската безбедност и слични програми со кои треба да се зајакнат демократските институции и процеси во земјава. Според извештајот кој го објавија американските ревизори, парите се инвестирани преку Стејт департментот како дел од така наречен фонд за спротивставување на руското влијание, но не е наведено во кои организации и институции завршиле овие 67 милиони долари. Под наслов Фонд за спротивставување на руското влијание, американскиот Стејт департмент вели целта била да им се помогне на земјите ранливи на влијание и агресија од страна на Руската Федерација, кои немаат економски капацитети за ефективно да одговорат. Целта на фондот е обезбедување странска помош за земјите ранливи на влијание и агресија од Руската Федерација, кои немаат економски способности за ефикасно да одговорат. Помошта се обезбедува за членките на НАТО и Европската Унија, како и за земјите кандидатки како Албанија, Босна и Херцеговина, Грузија, Косово, Македонија, Молдавија, Србија и Украина. Американската амбасада во Скопје во повеќе наврати алармираше дека не е задоволна со напредокот на земјава со оглед на големите пари кои ги вложува во јакнење на системот и институциите. Таква директна порака ни испрати заменик шефот на мисијата на САД Ерик Мејер, кој побара резултати од 10 милиони долари инвестирани во правосудниот систем. САД слуша и особено очекуваме резултати со 10 милиони долари кои што ги вложивме во судството во Северна Македонија до ден денеска, блиску ги следиме вашите она на што се обврзавте и дали ги исполнивте обврските. Дека корупцијата е еден од најголемите проблеми во Македонија за кои се вложува и најмногу странски пари, говореше и американската амбасадорка Анџела Агелер, но и редица други амбасадори во земјава. Надлежните и покрај сите остри критики од сите страни уверуваа дека се работело на борбата против корупцијата. Инаку, преку Американскиот фонд за спротивставување на руското влијание од 2017 до 2021 година биле вложени над 1 милијарда долари. Најмногу пари добила Молдавија, речиси 100 милиони, потоа Босна над 80, Латвија 73, па Македонија над 67 милиони долари. За Косово имало над 61 милион, за Србија над 55, за Бугарија 47, Словенија 40, Албанија 39, а за Хрватска само 11 милиони американски долари. Грција пак добила нешто помалку од 700.000 долари.